НАСА успешно го лансираше нивниот најнов и досега најнапреден вселенски телескоп Џејмс Веб, именуван по администраторот на агенцијата во 60-тите, важно време на формирањето и развојот на НАСА, како и време кога вселенската трка беше една од најважните работи во целиот свет. Џејмс Веб телескопот се смета како наследник на познатиот Хабл телескоп, како и на Спајцер телескопот. Со значително понапредна технологија се очекува дека Веб телескопот ќе успее да не врати уште подалеку во минатото, најблиску досега до почетоците на формирањето на универзумот. Според моменталните теории, универзумот започнува со така наречениот и познатиот Биг Бенг, кој се верува дека се има случајно пред скоро 14 милиарди години. Со технологијата која ја има Вселенската обсерваторија, како што го нарекуваат Џејмс Веб телескопот од НАСА, треба да може да видиме дури до 100 милиони години од формирањето на самиот универзум. Тоа е за околу 300 милиони години порано, односно подалеку во минатото од тоа што го овозможуваше Хабл. Лансирањето на Џејмс Веб беше изведено успешно, односно 25 декември 2021 година, од космодромот на Европската вселенска агенција во француската Гвајана во Јужна Америка. Ракетата која е користена за лансирање на телескопот е Европската Ариана 5 и истата успешно го донесе Џејмс Веб до висина од 120 км пред да се издвојат. 30 минути по лансирањето, телескопот успешно ја пушта во употреба својата сончева мрежа, преку која ќе се напојува во наредните 10 години, колку што е планирано да остане во употреба. Телескопот во наредните 6 месеци ќе ја прави потребната калибрација на опремата и поставувањето во планираната орбита околу самото Сонце. Орбитата на Џејмс Веб ќе биде на 1,6 милиони километри од Земјата, во синхронизирана орбита заедно со Земјата околу Сонцето. Покрај гледањето најдалеку досега од Земјата, а со тоа и најдалеку во минатото, Џејмс Веб ќе има задача да ги гледа и останатите планети во самиот сончев систем, како и планетите во други сончеви системи. Како начин на гледање ќе се користат високо осетливите инфрацрвени детектори со досега најголема резолуција. Ова ќе му овозможи на телескопот да гледа низ можните пречки, со што ќе може да овозможи доста големи детали. Џејмс Веб Спејс телескоп ја представува амбицијата која НАСА и нашите партнери одржуваат за да не однесе во еднината. Ветувањето на Веб не е да го откриеме тоа кое го знаеме, туку тоа што не го разбираме или уште не можеме да го сватиме за нашиот универзум. Не можам да дочекам да видам што ќе открие, истакна администраторот на НАСА Бил Нелсон. НАСА успешно го лансираше Џејмс Веб телескопот кој треба да ги види првите галаксии како и далечните светови. НАСА успешно го лансираше нивниот најнов и досега најнапреден вселенски телескоп Џејмс Веб, именуван по администраторот на агенцијата во 60-тите, важно време на формирањето и развојот на НАСА, како и време кога вселенската трка беше една од најважните работи во целиот свет. Џејмс Веб телескопот се смета како наследник на познатиот Хабл телескоп, како и на Спајцер телескопот. Со значително понапредна технологија се очекува дека Веб телескопот ќе успее да не врати уште подалеку во минатото, најблиску досега до почетоците на формирањето на универзумот.